Добар ден, добро дојдовте во понеделничкото издание на вестите на Канал 8. Информацијата дека општина Кочани планира да набави таблички со имињата на улиците и куќните броеви во јавноста е позитивно прифатена. Сепак останува прашањето за висината на трошокот што ќе мора да го платат граѓаните за да добијат метална табла со куќен број на своите објекти. Граѓаните на Кочани во наредниот период ќе мора да поднесат уште еден еднократен издаток што ќе го пропише општината. Тој се однесува за набавка на таблички со куќни броеви за објектите што се во нивна сопственост. Иако според одговорните во локалната самоуправа не би требало да се работи за голем трошок, сепак засега никој не знае колку точно тој ќе изнесува. Сумата ќе биде позната дури откако општината ќе распише јавна набавка и ќе биде избрана најповолната понуда. Со оглед на неколкуте давачки за кои одлуките ги потврди Советот, на последната седница имаше размислување за известно олеснување кон семејните буџети за набавката на табличките. Навистина мора да има некоја цена која што би била максимална цена до која што треба граѓаните да можат да си ги платат своите бројчиња. Да не се случи утре да и дојдат на сметките некои вредности од 500, 1000, 2000 денари на сметките за вода, да се чудат за што се тие пари, а ние советниците сите тука претходно сме ги изгласали. Во насока на помагање на граѓаните околу трошокот на кој би биле изложени, имаше размислување и за можно субвенционирање. После добивањето на некоја цена која ќе се постигне на ова со тендерот, ние како јас предлагам, ние како општина Кочани, како совет на општина Кочани, тогаш да донесеме одлуки. Дали ќе имаме за социјалните категории на граѓаните ова ослободување или пак има некоја субвенција во кој ако се постигне многу висока цена, ќе има субвенции, можеме ние како совет тука да донесеме одлука да субвенционираме дел од како што субвенционираме јавниот превоз. Со оглед што се работи за метални таблички со куќни броеви, за кои законски се пропишани изгледот, димензиите и другите карактеристики, нереално е да се очекува висока сума за нивна изработка, рекоа од општината. Имаме неофицијален податок дека најниската цена на куќен број, на табличка со куќен број, би била негде околу 205 денари без ДДВ и без монтаж. Тоа е што во овој момент го располагаме неофицијално како, а јавната набавка ќе покаже сигурно нешто друго, имајќи ги во предвид параметрите и нели императиво како треба да изгледа и со кој квалитет таблата и табличка. Според предложената постапка за набавка на таблите со имињата на улиците и куќните броеви, наплатата од граѓаните бе се извршила преку сметките за комунални услуги. За сега целата постапка е на почеток и нема определен рок кога треба да се реализира. Сепак останува можноста Советот со дополнителна одлука да помогне со известна субвенција од општинскиот буџет, доколку за табличките се постигнат повисоки цени од очекуваните. Спектакуларно отворање на летната дискотека Аква и базенот во Кочани. Во текот на летниот период, кочанци ќе се разладуваат во реновираниот базен и ќе уживаат и забавуваат во реновираната летна дискотека. Планирана е богата програма со специјални гости. Времето не успеа да ја расипе забавата, со неколку минутен огномет и присуство на гости, свечено и спектакуларно во саботата беше отворена летната дискотека Аква во Кочани. Во неделата пак и официјално беше отворен базенот. Реновиран и уреден простор и на дискотеката и на базенот. Во текот на летото на гостите ќе им се пружа вистинско задоволство и уживање. Ексклузивен ресторан со капацитет од 70 гости, за децата игралиште, парк со детски реквизити, игротека, трамболина. Во просторот кај дискотеката 2 шанка, бина за настап на познати музички бендови и групи, 2 мали базени и фонтана. Целата замисла на сопствениците на базенот и дискотеката се оствари во целост. На горниот дел кај базенот поставени се 200 лежалки, шатори за сенка, маси, столови за седење, шанкови за уживање. Летна тераса за потполно опуштање. Секој ден се планира дневна и ноќна шема со музика. Преку ден жива свирка од 16 до 20 часот со познати музички групи и пејачи, како и најпознатите диџеи во Македонија. Настап на познати бендови и за време на ноќните часови планирани според однапред подготвена програма. Сопствениците истакнаа дека за до година се планира и проширување на целиот објект. Простор наменет за игралиште за голф, а веднаш до базенот, плажа со песок, чакал и лежалки како и игралиште за одбојка. Просторот над летната тераса е планиран за стакленик.
Цената на влезницата за базенот останува иста, 50 денари. Новина е тоа што сега ќе работи секој ден до 20 часот, а не како досега до 17. Почетната инвестиција на подготовка на целиот простор на дискотеката и базенот е над 100.000 евра, истакнуваат сопствениците компанија Моневи. На отворањето на дискотеката на задоволство на сите гости настапи атрактивната Дани со незиниот бенд. Една година Ротар Кочани. Народенденската забава во Еврохотел беше извршено примопредавање на претседателската функција, формирање на Ротар акт и избратимување со Ротари клубот од Ниш. Ротари Кочани ја одбележа годишнината од своето постоење. Народенденската забава беше извршено и примопредавањето на претседателската функција, со што клубот од 1 јули почнува да ја ситни втората ротаријанска календарска година. Нов председател на Ротари Кочани е Глигор Цветанов. Како што најавив на нашите колеги, членови на Ротари клубот, во тек на изработка е планот за работа, кој со крај на месец јуни треба да се донесе заедно од сите членови. Во планот на работа на Ротари клубот предвидуваме поголема активност од досегашната, бидејќи сега веќе сме концепирани и со постоечките членови и со нови членови. Што подразбира тоа? Подразбира поголема активност на секој член и зголемување на проектите во делот на едукација. Веќе се планирани неколку едукативни конференции на кои ќе учествуваат наши истакнати ротаријанци во делот на економијата, бизнисот, во делот на здравствената заштита и во делот на социјалната заштита. Поранешниот председател Зоран Тодоров со позитивна оценка за првата година од функционирањето на Ротари. Моја оценка е дека првата година на Ротари клубот Кочани беше успешна и мислам дека ги оправда сите очекувања кои ги имавме на почетокот на оваа година, тоест ротаријанска година од 1 јули претходната година. Имаме повеќе проекти реализирано, тоа ствари што го зацртавме, ние тоа го стваривме се и еве денеска го кронисуваме со оформување на Ротара клубот Кочани, така да мислам дека за една година имаме настварено повеќе успеси кои се на задоволително ниво. Имаме повеќе поединечни, имаме и акции кои се, тоест проекти кои ги имавме зацртано, како во Малина Попиванова изградивме една училница за деца со посебни потреби, имавме донирано едно ехо, 12 канално ехо на општа болница Кочани, имавме за поединци донирано средства за лечење, имаме хуманитарен турнир во пинг-понг и така повеќе акции кои мислам дека се доволни за првата година. Централен настан на вечерта беше збратимувањето помеѓу Ротари клубот од Кочани и Ротари клубот Константин Велики од Ниш. Познато е да сме ми овде и јужњаци. Познато е дека ние сме од југот и традиционално негуваме многу добри односи. Многу ми е мило што можеме да се дружиме. Ние сме втор по големина клуб во Србија и имаме голем број хуманитарни акции од нашето основање, така што сме еден од најактивните клубови. Отворени сме за соработка и со другите клубови од Скопје, Куманово и Врање. Сега сме во Кочани, од каде угостивме ваша делегација, па овде сме во возвратна посета за официјално да се збратимиме. Се надевам дека во иднина ќе се дружиме, помагаме, поддржуваме и дека ќе спроведеме заеднички акции. На одбележувањето на првата годишнина од постоењето, Ротари се прошири со нови членови. Меѓу нив е и веничкиот градоначалник Емил Дончев. Минатата година како гости на формирањето на Ротари клубот Кочани Виница дадов подршка на целата оваа иницијатива. Од оваа година, по покана од членовите, ќе станам и член. Ја следам нивната активност цела година и сум среќен што направија доста успешни хумани акции и еве сакам да се придружам заедно со останатите членови во овие акции, па тоа е една од причините што ќе станам член на ова друштво. Народенденската забава на Ротари беше основан и Ротаракт клубот, младинска филијала на сениорското здружение. За прв председател беше назначен Јован Шоповски. Локалната самоуправа на Кочани ќе поднесе свој проект за едукативен инфоцентар на Дабот кај Бели, што ќе го финансира владата на Швајцарија. Се работи за грант од 200.000 швајцарски франци, што се доделува за општините од источниот регион, во рамки на проектот за зачувување на животната средина по сливот на Вргалница. Местноста кај Дабот во близина на селото Бели е одбрана како можна локација каде би се изградил, односно адаптирал едукативен центар за зачувување на природата. Општина Кочани планира да подготви проект за таа цел,
со кој би аплицирала за парични средства од повикот што минатата недела беше објавен од страна на програмата за зачувување на природата во Македонија. За да се изготви проектната документација, неопходно ќе биде согласност да даде и Советот на општината, па тоа ќе биде една од точките на дневниот ред на седницата планирана за крајот на оваа недела. Според објавениот повик, парите за реализација на едукативниот инфоцентар поврзан со зачувувањето на природата во сливот на Брегалница во вид на грант ги дава швајцарската влада. 200.000 швајцарски франци е грантот, од кој што 150.000 швајцарски франци се наменети за реконструкција и адаптација на некој си постоен објект, кој што ќе има функција на инфоцентар поврзан со природата. Претежно се дава предимство на објекти кои што ќе бидат во зачувана убава природа во рурален дел, за да може нормално во иднина на вистина инфоцентарот да ја оправда својата цел, и 50.000 швајцарски франци ќе се доделат на она општина која што ќе го добие главниот грант за опремување на тој инфоцентар. Доколку го добие финансирањето за изградба на едукативниот инфоцентар, Општина Кочани ќе треба да се обврза дека намената на објектот нема да биде променета најмалку 10 години по завршувањето на проектот. Во вторник на 17 јуни Кочани ќе биде домаќин на регионалната обука за правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Целта на обуката е подигнување на јавната свест и степенот на запознаеност на граѓаните со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и неговите измени од 2010 година. Регионалната обука ќе се одржи од 10 до 13 часот во салата на Советот на општина Кочани. Мак Прогрес Виница бележи пораст на извозот во првите 5 месеци од 28% во споредба со истиот период лани. Компанијата годинава планира и нова инвестиција од 1 милион евра. Мак Прогрес Виница првите 5 месеци од 2014 година ги одбележа со рекорден пораст на извозот. Во овој период се извезени 3308 тони кондиторски производи во вредност од преку 7 милиони долари, што представува пораст од 28% во споредба со истиот период во 2013 година. Со ова, Мак Прогрес најавува дека и оваа година ќе ја задржи и зацврсти позицијата на најголем извозник во прехранбената индустрија во Македонија. Компанијата, која брои над 400 вработени, минатата година се издигна на прво место на листата за најголем извозник во прехранбената индустрија со извоз во повеќе од 40 држави низ светот, а остварува 44% од вкупниот извоз на кондиторски производи од Македонија. Само 5% од извозот отпаѓа на производи под приватни марки на трговските ланци во регионот на Централна и Југоисточна Европа, додека 95% е извоз на кондиторски производи под сопствени брендови на Мак Прогрес. Во текот на годината, компанијата планира и дополнителна инвестиција во производите на тура од уште 1 милион евра со проширување на капацитетите и асортиманот на производи. Вкупниот промет на Мак Прогрес минатата година за прв пат надмина 20 милиони евра. Произведени беа 10.000 тони готови производи, од кои 70% беа извезени на странските пазари. Генерацијата средношколци од гимназијата Љупчо Сантов, кои своето образование го завршиле во учебната 1963-64 година, го прославија златниот јубилеј од матурирањето. Покрај вообичаениот школски час, тие имаа и пригодна програма за одбележување на годишнината. Првата генерација матуранти од Кочанската гимназија Љупчо Сантов ја одбележа 50 годишнината од завршувањето на средното образование. По половина век, завршените средношколци, сега релативно млади пензионери, се собраа повторно во своето поранешно училиште за да го прослават златниот јубилеј и да се потсетат на годините што поминале. Најпрвин одржаа заеднички школски час, а потоа положија свежо цвеќе пред бистата на патронот на училиштето. Во знак на сеќавање на јубилеот, во училишниот двор засадија и дрво на генерацијата. На одбележувањето дојдоа поголем број од вкупно 63 тогашни матуранти, од кои 14 во меѓувреме се починати. Кај сите присутни видливо беше задоволството од повторната средба и враќањето на заедничките спомени. Она задоволство што го гледам и кај другите мои школски другари ме прави среќен, затоа што гледам дека сме биле една генерација во обновената гимназија Љупчо Сантов, во прва генерација која почна 1960 година и заврши во 64 година. Овие 50 години навистина брзо поминаа
Сега сите ние сме во пензија, размислуваме што било порано, како сме го поминале животот и мислам дека една успешна генерација од Кочанската гимназија. Во мултикултурниот центар славениците го имаа официјалното одбележување на златниот јубилеј, при што во име на општината ги поздрави градоначалникот Радко Димитровски. Во знак на благодарност за поддршката и сеќавање на средбата, поранешниот матурант Зашов подари уметничка слика на гимназијата. Одбележувањето на годишнината беше оценето како успешно, а поранешните соученици се договорија и за натамошните слични прослави. Има соученици кои што прв пат сега се гледаме после 50 години. Тоа се тројца или четворица кои што прв пат доваѓат и одзивот на оваа средба е максимално што можеше да биде. Не очекувавме повеќе. Отсутните се оние кои што се наоѓаат надвор од Републиката, кои што не можевме да стапиме во контакт или кои што пред време го планирале својот годишен одмор. Ние почнавме веќе да се припремаме и за дијамантската средба за 60 години, веќе имаме припрема со учениците и надаме се дека ќе доживееме и јубилеј од 60 години. Во рамки на прославата, првата генерација средношколци од Кочанската гимназија ја посетија етно куќата во Кочани, како и манастирот Свети Василий на Пониква, каде имаа свечен ручек. Во меѓувреме, матурантите се договорија да продолжат со среќавањата секоја година, а контактите да ги прошират и со оние соученици кои досега не биле на прославите. 71 ученик од гимназијата и 97 од Гошо Викјантиев го полагаа третиот предмет од државната матура. И во двете училишта помина без проблеми. Бизнис, историја и физика полагаа матурантите од Гошо Викјантиев и биологија, историја, физика, хемија и бизнис полагаа матурантите од гимназијата Љупчо Сантов како трет предмет од државната матура. Првиот и вториот предмет помина, третиот се полагаше денеска и на матурантите им останува уште четвртиот предмет кој ќе го полагаат на 20 јуни. И во двете училишта полагањето на третиот предмет од државната матура помина без проблеми, истакнаа директорите. Беа присутни наблюдувачи од Бирото за развој на образованието и Државниот просветен инспекторат. Интерните испити ќе се полагаат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните предметни комисии и тоа во период од 16 до 30 јуни во јунскиот испитен рок и од 18 до 23 август во августовскиот испитен рок. Прелиминарните резултати од екстерните испити ќе бидат истакнати за 30 дена по спроведувањето на последниот екстерен испит, пошто незадоволните кандидати имаат рок од 2 дена за доставување приговор. Полициска акција со цел поддршка на мотоциклистите како ранлива категорија учесници во сообраќајот, како и подобрување на нивната безбедност, организираше Општинскиот совет за безбедност и Кочанската полициска станица. Од денеска па во наредниот период, полициските службеници од полициската станица Кочани ќе ги сопираат возачите на мотори и ќе ги советуваат за задолжително носење кацига и почитување на правилата и прописите при учество во сообраќајот. Се спроведува акција за поголема превентива за безбедноста на учесниците во сообраќајот за моторциклите и моторциклистите. Целта на оваа акција е да се делува превентивно, значи поголем акцент ќе се стави на овие учесници во сообраќајот за користење на заштитната опрема која што е пропишена за оваа категорија на возачи, пред се мисли на заштитната кацига и да се обрне поголемо внимание на другите учесници во сообраќајот кон оваа категорија на возачи. Во тој дел, значи, пред се возачите не се доволно едуцирани или не знам од кои причини не користат доволно заштитната, значи кацига не ја користат. А мислам дека и другите учесници во сообраќајот не се однесуваат прописно према оваа категорија на возачи. Од Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот го најавија и парадното дефиле што ќе се одржи на 19 јуни во 18 часот. Ќе се одржи парадно дефиле на моторциклисти од општината Кочани. Значи учество може да земат сите моторциклисти, меѓутоа основен услов за учество во ова дефиле е користење на заштитна кацига.
Дефилето е по повод одбележување на неделата за поголема безбедност на мотоциклистите во сообраќајот, под мотото да видиме колку не има. Стартува од градскиот плоштад и продолжува по улицата кај на Револуцијата Теодосија Паунов, Гошови Кентиев, Стево Теодосиевски, Страшоер Бабче, Морудвишка епископија Скопска, Павлина Велјанова, Димитар Влахов, Глигор Апостолов Гочо, Маршал Тито и пристигнуваат во трговскиот центар. Главната цел на манифестацијата е масовно учество и давање подршка на мотоциклистите како ранлива категорија на учесници во сообраќајот, заради подобрување на нивната безбедност. Организаторите на дефилето апелираат до сите граѓани, а посебно до возачите, да дадат свој придонес во масовноста со учество на дефилето. Редовна крводарителска акција на полицијата, дарувани 23 единици крв. Полициските службеници ја даруваа скапоцената течност. Втора крводарителска акција годинава спроведе полициската станица од Кочани. И оваа, како и изминатата, беше успешна, бидејќи за дарување на скапоцената течност се пријавија 23 вработени во Кочанската полиција. Денеска по планот и програмата во полициската станица Кочани беше спроведена крводарителска акција. Втора поред ни беше, првата беше во февруар, втора има предвидена и трета, таа ќе биде во октомври, мислам октомври крај или ноември месец. Така денеска ја спроведовме успешно акцијата. Имаше пријавено од 25 до 30, крв дадоа 23. Така да акцијата беше спроведена успешно. Полициската станица од Кочани во текот на годината спроведува 3 крводарителски акции, преку кои вработените во полицијата ја покажуваат својата хуманост и ја даруваат скапоцената течност. Акцијата ја спроведува службите на трансфузиологија од Штип и Скопје. Училиштето за странски јазици и лингвиста Академија ја реализираше завршната приредба на своите ученици. Од ово училиште секоја година излегуваат солидни ученици, кои добро го владеат јазикот и знаат да го применуваат. Најдобрите ученици добија и златна диплома. Преку игра и забава одбележан крајот на учебната година за учениците што завршија во училиштето за странски јазици и лингвиста Академија. 250 ученици распоредени во групи изучуваат странски јазици: англиски, германски, италијански, грчки и шпански. Со нив работи стручен кадар. Пред се трудиме ние како кадар, најмногу се трудат дечињата. Знаеме дека денес англискиот јазик, германскиот јазик, италијанскиот, грчкиот се јазиците кои се изучуваат во училиштето, се многу популарни и точно заради тоа децата го избрале ова место, го избрале ова училиште Лингвиста Академија, каде што можеме најквалитетно и најубаво да и помогнеме во нивното образование и во нивниот тек на изучување на јазици. Моментално започнавме со бројка околу 250 ученици, меѓу кои влегуваат и возрастни и деца. Сега завршуваме со една бројка, значи го задржуваме нивото на ученици, ја задржуваме бројката. Лингвиста Академија работи со дипломиран кадар, тоа се професори по англиски јазик, по германски јазик, значи има 3 наставнички по англиски јазик, 2 професори по германски јазик и секако администрацијата службата која што е задолжена за нормалниот тек на работа на училиштето. Лингвиста Академија работи со возрастни ученици кои имаат желба да ги научат странските јазици. Индивидуална програма за забрзан курс по одреден јазик. Секоја година од ово училиште излегуваат солидни ученици, кои понатаму со добро познавање на јазиците го продолжуваат образованието. На завршната приредба им беа доделени дипломите на учениците за завршена година, а одредени ученици кои покажале успех и целосна посветеност и активност во наставата во текот на целата година добија златни дипломи. На завршната приредба, освен поголемите, настапија и најмалите ученици. Општина Кочани ги известува граѓаните и институциите дека на 17 јуни вторник со почеток од 5 часот наутро стручни екипи ќе спроведат првата фаза од авионското третирање против комарци. Третирањето ќе се врши со еколошко средство широкопојасен инсектицид за третирање комарци, одобрено од Бирото за лекови. Со третирањето ќе бидат опфатени површините во градското подрачје на Кочани и поголемиот дел од низинските села, што припаѓаат на територијата на општина Кочани.
Исто така, авионско прскање во истиот период ќе се спроведе и на територијата на општините Виница и Чешиново-Блечево. Потребно е пчеларите да ги преземат потребните заштитни мерки за време и по третирањето на подрачјето. При неповолни временски услови, ветер или дожд, третирањето ќе се одложи за следниот ден. Општинскиот фудбалски сојуз Кочани покрена иницијатива за преселување на седиштето на третата фудбалска лига од Штип во Кочани. За донесување ваква одлука, сојузот се повикува на правилникот на Фудбалската федерација на Македонија. Покренатата иницијатива седиштето на третата лига Исток да биде преселено во Кочани е аминувана и официјализирана на седница на управниот одбор на Општинскиот фудбалски сојуз Кочани. Повеќе од 3 декади градот на Оризот го нема тронот на одредена лига, поради што локалниот Општински фудбалски сојуз ќе почне да лобира за остварување на намерата. Управниот одбор на ОФС Кочани дава целосна поддршка на иницијативата на некои наши спортски работници да конечно после 33 години да седиштето на третата лига Исток се пресели во Кочани. Согласно актите на Фудбалска федерација на Македонија, правилникот за организација на третите фудбалски лиги, седиштето го одредува управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија, со тоа што ние званично после синоќашната седница ќе поднесеме барање до управниот одбор на Фудбалска федерација на Македонија, ќе задржиме процедурата да побараме поддршка од нашите спортски пријатели од општински фудбалски сојузи како што се Струмица, Свети Николе, Пробиштип. Според правилата, едно регионално седиште треба да ротира на секои 2 години. И раководството на Фудбалската федерација на Македонија, додаваат од ОФС Кочани, инсистира на почитување на актите и прописите на македонската куќа на фудбалот. Треба да се запази процедурата да председателот на ОФС Кочани добие мандат да го превземе организирањето на третата фудбалска лига Исток, со тоа да сите органи и тела биде седиште во Кочани, нормално дека и другите наши спортски пријатели кои се од другите ОФС Пробиштип, Свети Николе, Штип, Струмица, нема да бидат запоставени во тие органи и тела кои ќе раководат со целосната организација на таа трета лига Исток. Третата лига Исток идната сезона се намалува. Наместо 14 ќе брои 12 екипи. Општинскиот фудбалски сојуз Кочани ќе биде представуван од 4 клуба: Осогово Кочани, 1934 Виница, Каменица Саса Македонска Каменица и Брегалница Голак Делчево. Чешиново минатата сезона испадна од лигата. Новина од ова година е тоа што сите клубови кои се формирани како фудбалски школи во иднина од 1 август натаму мора да се надпреваруваат со екипа во сениорска екипа во најнизок ранг на надпреварување, па макар да речеме и во општинска лига. Така да веќе тие сите оние кои ги имаат или кои сакаат да формираат тие фудбалски школи мора да размислуваат за да бидат званично внесени во организациониот систем на надпреварување во Фудбалска федерација на Македонија, без оглед на кој систем ќе се надпреваруваат, мора да се надпреваруваат со сениорски екипи кои ќе бидат се надпреваруваат во општинските лиги. Раководството на третата лига Исток во Штип Доболнува Захариев е должно да ја заврши целата процедура од тековната сезона, да се погрижи за доигрување на барач над преварите, пошто се надева дека Општинскиот фудбалски сојуз Кочани ќе го преземе целосното управување со третата лига Исток. Развоен УЕФА турнир за девојчиња до 17 години. На турнирот, освен репрезентацијата на Македонија и домакинот Босна и Херцеговина, ќе учествува и репрезентациите на Азербејџан и Црна Гора. Турнирот започнува на 22 јуни, а последните надпревари, кога ќе биде познат и пласменот на учесниците, завршува на 26 јуни. Годинешниот летен изборен камп на Академијата на Премиер Лигашот Арсенал од Лондон ќе се одржи од 4 до 6 јули во Тетово, каде се предвидени тренинзи и 5 надпревари. Право на учество имаат играчи родени од 1998 до 2005 година. Со кампот ќе раководи некогашниот грчки фудбалски репрезентативец Лакис Папајоану, а во работата, освен тренери од Македонија, со голманите ќе работи и тренер од фудбалскиот клуб Арсенал.
Цената за учество на овој камп изнесува 7500 денари, а учесниците, освен мајци за тренирање од елитната академија на Арсенал, ќе добијат комплет опрема од дресови и шорцеви. Заврши и понеделничкото издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.